почнуваме со топ тема на ваша страна. За жал се случи голема трагедија, односно несреќа на патот кон Тетово, кај местото Карпала, каде што има жртви и многу повредени, кои се однесени и во ургентниот центар и во болницата 8 септември. Нашите репортери се на овие места. Предлагам да ја слушнеме Билјана Николовска, која е на местото на несреќата, да ни каже кои се најновите информации. Билјана, дали има потврда за бројот на жртвите? Знам дека е тешко и таму не може да се добијат сите информации, меѓутоа она што е најавено е дека министерот за внатрешни може ќе се обрати, па ќе дознаете нешто повеќе. Што е најново таму? Очигледно дека имаме некакви пречки со тонот во моментот кога таа ќе не слушне. Се надевам дека ќе даде информациите за бројот на жртви. Последните беа дека има 4 жртви, дека има 3 кои се борат за живот, дека има многу повредени кои се наоѓаат и во клиничкиот центар и во болницата 8 септември. Се уште нема официјални потврдени информации, доколку некои од репортерите кои се наоѓаат на местата или на местото на несреќата или во болниците, предлагам режијата да ги вклучи за да ги чуеме. Миомир Серафиновиќ пред ургентниот центар на клиника. Миомир, какви се најновите информации? Добро, очигледно имаме проблем со вклучувањето на репортерите. Инаку оваа емисија беше посветена и е посветена на непотизмот. Благодарност до моите гости, министерот Дамјан Манчевски, најновата председателката на антикорупцијската комисија Билјана Ивановска, пратеничката на ВМРО ДПМН Невенка Стаменковска и колегата Джелал Незири. Имате, министре, информации во однос на несреќата и повеќе детали, иако не сте од секторите здравство или МВР? Немам нешто повеќе. Колегите Спасовски и Филипче се излезени веднаш на терен. Едниот е се уште таму, другиот е во болниците. За жал, дозволете ја да изразам жалење и сочувство за жртвите за ова што се случи. Многу брзо портпаролот на Министерството на внатрешни работи или лично министерот како министер за здравство ќе дадат изјава, ќе ги разбереме деталите. Благодарам. Режија, која ќе бидат подготвени репортерите со најновите информации, се надевам дека ќе ги видиме и директно ќе ги вклучите. Билјана, што се случува на местото на несреќата? Се вршили увид да кои се најновите информации доколку се слушаме? Да, сега те слушам, Жане. Во моментов започнува увидот на лице место каде што се случи сообраќајната несреќа, односно каде што се преврти автобусот по Пладнево. Не знам колку можат да видат гледачите, теренот е веќе расчистен, местото е обезбедено со ленти и се пристигнате обвинител на лице место и се врши увидот. Исто така морам да потенцирам дека не знам колку можат тоа да го забележат гледачите. Покрај банкината се наредени неколку тела на мртви патници кои што се наоѓале во автобусот. Таму не е дозволено да присуствуваат телевизиските екипи. Се надевам дека ќе може да се види, тие се покриени со кебиња и морам да кажам дека тука атмосферата е навистина траорна. Неколкумина, најверојатно роднини на дел од загинатите се на лице место со солзи во очите и постојано разговарајќи на телефон, чекаа резултати, чекаа информации дали токму меѓу нивните роднини се наоѓаат и дел од мртвите. Најверојатно дел од нив ги ја слушнаа онаа страшна вест дека има мртви. Во шок и неверување, траорна беше гледката, морам да признам. Тука на лице место ги слушнаа овие информации. Според она што може да разговарам со оние луѓе кои што први пристигнале на терен и кои што ги извлекувале телата од превртениот автобус,
автобус, исто така гледката била страшна, само еден од пожарникарите ни кажа дека тој самиот излекол 4 мртви тела, односно се работело за една жена и тројца мажи. Имало и многу повредени луѓе кои што постојано барале помош, но се разбира првите луѓе кои што и тука од местното население притрчале на помош, ги извлекувале оние најтешко повредените, двајца биле исто така како што ми кажа во без сознание и првите автомобили со приватни возила започнале да ги транспортираат код болниците, најверојатно тоа е во Скопје во ургентниот центар. Велат дека имало и едно дете кое што било повредено во ногата, од она што само го слушнавме како сведочење. Јас ги немам точните информации колкумина се повредени тука на лице место. Сигурна сум дека моите колеги веќе известувале за ова, но велат уште еднаш да повторам дека состојбата, ситуацијата била траурна. Не знам доколку режијата ги има подготвено оние изјави на пожарникарите и на местното население кои што учествувало во извлекувањето. Предлагам да ги слушнеме. Страшна гледка. Имаше многу мртви, повредени, без свес. А како се одвиваше Па полицијата и пожарникарите активно учествува и граѓаните. Повеќе вразни не беа деца, немаше деца. Да, возрастни деца. Има и носевме многу, населите многу помага, додека да дојде екипите. Помагавме многу и така. Ги носевме со возили, приватни возила, комбиња. И така, колку можеме ги спасиме толку. Со тешки повреди? Имаше и со тешки и полеби, имаше преживени, многу преживени, сите бара помош, кој како. И така, имаше многу населено Блејчко од селото. Доста луѓе се излечени и живи. Нормално со повреди, малце со телесни, некои повеќе повредени, ама важно е колку можеме. Билјана, дали има информации околу тоа зошто се случи ова трагична несреќа? Имаше предпоставки во вестите, дали се случило здравствена состојба на возачот или пак се букнала гума, меѓутоа има ли нешто околу тоа? Не, за сега нема такви информации. Ние се обидовме да комуницираме со представници од Министерството за внатрешни работи, доколку тие имаат одредени информации, но за сега тие воопшто не креваат на телефоните за да кажат било што овде од терен. Благодарам, Билјана, морам да те прекинам. Во моментов го имаме министерот за здравство Венко Филипче, да ја слушнем изјавата. Колеги, спремни сме? Да. Може. Може да почнеме Динев Кецадоци. Повелете, министр. За жал се случи тешка сообраќајна несреќа пред неколку часа на автопатот Скопје-Тетово. Се преврти патнички автобус со 50 на патници во него. Веднаш после добивањето на информацијата, јас лично се упатив на лице место и упативме и возилата за итна медицинска помош од здравствениот дом во Скопје, понатаму од приватните институции Невромедика и Систина. Сите болнички возила излегоа на лице место, се даде прва итна помош на самото место и пациентите се транспортираат тука во скопските болници. Во болницата 8 септември се примени 25 пациенти, 22 се хоспитализирани, тројца се полесно повредени од вкупната бројка и веројатно ќе бидат пуштени на домашно лекување. 4 пациенти се наоѓаат во одделот за интензивна нега и кај 20 пациенти се спрема хируршка интервенција. Во ургентниот центар во Скопје, на скопските клиники се примени вкупно 5 пациенти, од кои што тројца се во полесна состојба, со полесни повреди. Една од тие пациентки е бремена жена и таа веројатно по обсервацијата ќе биде пуштена дома. Едниот од пациентите се спрема за хируршка интервенција, а петиот пациент е во крајно тешка животозагрозувачка состојба и една пациентка е однесена во градската болница, старата градска болница. Вкупниот број на
загинати лица е 13. Навистина може да констатирам дека искрено жалам. Изреагиравме веднаш кога ја добивме информацијата. За исклучително кратко време сите екипи на итна помош беа на лице место, се даде соодветна помош и се продолжува текот на лекување кај пациентите кои што се сместени во болничките установи. Искрено се надевам дека нема да има дополнителни компликации и дека и тие кои што се во тешка животозагрозувачка состојба, оваа состојба ќе ја надминат. Дали е познат идентитетот на загинатите лица? Сега се вршат овои проверки. Ние го знаеме идентитетот на тие пациенти кои што се примени свесни и ориентирани, а сега полицијата работи на утврдување на идентитетот на останатите. Дали има деца? Нема деца, меѓутоа има и луѓе на помлада возраст на 25-30 години. Тие се враќале кон гостива, починати на лице место или дел од нив има и кога се 7 се починати на лице место, 5 се починати тука, реанимирани, за жал реанимацијата е неуспешна во болницата 8 септември. Почината е пациентката во старата градска болница и едната пациентка која што е во крајно тешка состојба на клиники. Колку се овде тешка е во 8 септември? Вкупно 4 пациенти и една која што е на хируршка интервенција. Каква хируршка со какви повреди се тие што се потешки, глава, биле дробови? Политравматизирани се пациентите, зафатени се повеќе системи. Дали возачот е меѓу загинатите? Не е меѓу загинатите. Овде се работи за патници кои се работеле во Скопје и се враќале дома? Навистина не знам. Веројатно дека. А каква е состојбата на возачот? Многу тешко да се. Имаше спекулации дека возачот наводно имал инфаркт? Полицијата разговараше со возачот, така може да ги прашате. Филипче, за жал, има 13 мртви од несреќата, автобуската несреќа што се случи на патот кон Тетово, кај местото Карпалак. Исто така има и повредени луѓе што се борат за живот. Пренесени се и на клиничкиот центар, и во болницата 8 септември, и во градската болница. Едно лице се бори за живот на клиничкиот центар. Таму е нашиот репортер Миомир Серафиновиќ. Миомир, какви се деталите околу бројот на повредените, нивната состојба? Филипче ја кажа, но еве што велат докторите во оваа болница. Да, во ургентниот центар се примени вкупно 5 мина повредени, од кои 4 тешко и сериозно повредени. Тоа беше изјавата на доктор Илир Хасани. Нели, за да не ја повторуваме, предлагам да ја пуштиме во која објаснува за какви повреди станува збор. Сега да ја слушнеме изјавата од доктор Илир Хасани. Во моментот се донесени 5 луѓе на клиниката. Тие се, освен едниот, се во доста тешка состојба, тешко повредени, со тешки телесни повреди. Во моментот ние сме организирани, значи, комплетно цела екипа и од ургентниот центар, и од травматологија, и од сите хирурги, значи сите се хирурзи дојдени во моментот, и останатиот медицински персонал, така да следиме ситуацијата и мислам дека даваме услуга така како што треба. За какви повреди најчесто станува збор кај овие 5 мина? Се работи за доста тешки повреди. Едната пациентка дури е бремена и нејзе посебно изгрижуваме сега во моментот. Има пациент со повреди на кичма, има една пациентка која што е во многу тешка состојба со тешки повреди на крвните садови, на коските на левата над коленица и таа е донесена во доста тешка состојба, во шокирана состојба, и останата уште еден пациент сега го донесовме во моментот, и го збринуваме со тешка повреда на долните екстремитети. Миомир, дали носат уште повредени, можеа да се слушнат болничките коли за цело време и овдека во Телма, кои одат на местото на несреќата и кои ги носат повредените во болниците, дали се уште доаѓаат повредени?
Не, во ургентниот центар досега се донесени 5 мина повредени патници. После изјавата на доктор Хасани нема донесено повреден патник тука. Ние имавме прилика, можност да следиме донесувањето на тој пети последен пациент кој во тешки болки, значи се слуша врисоци, навистина беше траурна, трагична гледката. Медицинскиот персонал се обидуваше на секој начин внимателно да успее да го изнесе од амбулантното водило за да му помогне за да го однесат веднаш во операционите сали и за да му помогнат најсоодветно од она што тука може да го видиме. После тоа, значи, немаше носење на пациенти, но беа присутни, да кажеме, луѓе од политичкиот врв кои доаѓаат од градот Гостира, од каде, впрочем, најверојатно се најголемиот дел од патниците беше тука градоначалникот Аравари, кој беше еден од првите што кажа дека може би има над 10 жртви, потоа пред неколку минути пристигна министрот за економија Крешник Бектеши, кој исто така од тој дел на Македонија, исто така постојано пристигнува, така да кажам, медицинско засилување, значи лекари, хирурзи, медицински сестри, медицински персонал кои доаѓа тука на повик на централата на ургентниот центар за да помогнат на пациентите кои се згрижени тука и кои се во навистина тешка состојба. Жане? Благодарам, Миомир. Тоа беше Миромир Серафиновиќ кој известува од клиничкиот ургентен центар, каде што се донесени 5 пациенти, каде што еден од нив се бори за живот, некои се пуштени, треба да се подготват и за да бидат пуштени на домашно лекување. Една бремена жена за која што се следи состојбата, за жал да повторам дека министерот за здравство Венко Филипче кажа дека за сега бројот на мртви е 13. Во секој момент треба да го вклучиме и министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски, кој е на местото на несреќата. Хеликоптери исто така се вклучени во спасувањето на жртвите од автобуската несреќа и буквално сите амбулантни коли од сите болници се испратени таму. Во текот на емисијата секако се што се случува ќе бидете известени во надеж дека нема да растат бројот на жртвите. Благодарност до моите гости што се тука, заедно ќе ја следиме состојбата, темата за која што сте повикани, ќе поразговараме, меѓутоа не во времето и условите како што беше предвидено. Она што беше повод е се почестите вработување на деца и роднини на функционери. Во моментов повторно морам да прекинам и да ја слушнем изјавата на директорот од 8 септември. Се мртви. Овде во болницата 8 септември, значи двајца ги донесува мртви, тројца почина овде после реанимацијата на интензивна нега. Имаме еден на интензивна плюс 4 пациенти кои што се на интензивна нега, се политравматизирани. Едниот е со торакална дренажа, има некое крварење и се под контрола на докторите. Значи, полниот капацитет на болницата е искористен. Повикани се сите можни докторски екипи, хирурзи, анестезиолози, медицински сестри, значи се што е можно да функционира во оваа болница во моментот функционира. Сите тие се сместени во новоотворениот травма центар. Тој е нов травма центар кај што ги има соодветните и сите помошни средства што се потребни за такви повредени. За жал тоа е билансот овде во 8 септември, на клиника не знам точно што конкретно се случува. Полот на пациентите не знаеше министерот точно да каже од оние починатите 5 минути. И дали се знае кој е најмладиот пациент? Точно не знам да ви кажам. Двајца се, значи можем накнадно да дознаам. Мислам дека има и млади пациенти, али деца нема. Нема деца, мислам дека се од машки пол, али да не спекулирам, точно не знам стварно. Можем да дознаам за кратко. Веројатно се повикани овие судските служби
они точно ќе ни кажат. Значи ли ова дека еве вечерва за другите итни случаи, освен со автобуската несреќа, дека ургентниот центар нема да работи? Па не, веќе се згрижени. Ургентниот, сите кои што се за дома, за кај што е пружена првата медицинска помош, има и полесни што се пуштени, веројатно ќе бидат пуштени на домашно лекување, а сите други кои што имаат изолирани повреди, скршеници или рани, отворени се 4 операциони сали со полни екипи и ќе бидат згрижени во текот на ноќта. Ургентниот нормално ќе функционира, тие се сите префрлени во новиот траума центар, ургентниот за кратко време ќе биде испразнет. И ќе биде спремен за 24 часовната служба. Ви благодарам. Тоа беше директорот на болницата 8 септември кој ја повтори бројката од 13 мртви во несреќата и кажа кои се мерки се превземени од страна на болницата како да се спасат луѓето кои доаѓаат во најголем број во оваа градска болница, а на ургентниот центар има 5 минут кој еден се бори за живот. Во текот на емисијата постојано ќе известуваме за се што се случува во однос на ова страот на несреќа. Таму се наоѓаат, значи рековме, министри, градоначалници, сите кои што се обидуваат да помогнат на некој начин. Еве, јас ќе почнам со емисијата, ќе прекинеме тогаш кога ќе има нови информации. Министре Манчевски, со оглед што во последно време најмногу од вашите функционери дознаваме дека вработиле своји деца, своји блиски, прво е зошто ова дозволивте да ви се случи и зошто се случува во пресрет на претседателските избори во кои што се распишани на вистина голем број на конкурси и работни места и знам дека ќе ми речете дека дел од тие луѓе работеле можеби на договор на дело, па сега им се продолжува договорот, а на некои затоа што некој отишол во пензија, меѓутоа сакам поконкретен одговор зошто дозволивте вашите функционери и по 3 блиски од семејството од првиот круг како што е вашата пратеничка да ги вработуваат на овој начин. Прво најпрво да се прилично ќе биде тешко да се зборува вакви услови за овие теми, но ќе се обидеме да аргументирано ги објасниме. Во делот на зошто токму сега огласи, јас повторно ќе го кажам она што цело време го повторувам, затоа што институциите имаат потреба, тоа е реална потреба, особено во дел од нив, за одредени пополнување на места, особено имајќи во предвид дека следи период кога тие ќе се забранети. Значи, согласно изборниот законник, од денот на распишување на изборите до денот на финалното објавување на резултатите, во институциите не сме да се прави ништо. Вториот дел, во делот на блиски, роднини и пријатели кои што се вработени, морам да кажам дека тоа не се наши вредности и дека на вистина она што го кажа премиерот Заев, ние веднаш почнавме со имплементација на тоа, правиме сериозна анализа на сите кои што се, затоа немавме и сите информација и веднаш да кажам дека на негово барање ќе биде барано сите се повлечат. Таа анализа во секој случај не е толку, мислам, релевантна, не можам да сугерирам, но навистина сакам да ја повикам и Државната комисија за спречување на корупцијата, слободно ги истражи сите аргументи и да донесе соодветни одлуки, ние гарантираме дека ќе постапиме по тие укажувања. Дали имате представки вие добиено конкретни во однос на овие случувања, со оглед на тоа што ВМРО ДПМН одржи пресконференции со име и со презиме ги кажа луѓето кои што се вработиле? До Државната комисија за спречување корупција досега нема добиено представки. Меѓутоа тоа не ја спречува да истражува, бидејќи законот дозволува по сопствена иницијатива да оформи предмет. Во многу скоро време, за ден или два, ние ќе свикаме нашата втора седница, кога ќе објавиме со кои предмети конкретно ќе започнеме. Она што е прекршено од страна на избраните именувани членови е членот 56 од новиот закон за спречување корупција, каде што вели дека избрано именувано лице или одговорно лице во јавно претпријатие и друго правно лице е должно да ја извести Државната комисија за секој избор, именување или вработување, унапредување на член на неговото семејство во државен орган на локална самоуправа, јавно претпријатие и друго правно во рок од 10 дена од денот на извршениот избор, именување, унапредување и слично. Зошто тоа не е направено?
Па прво без разлика, значи не правиме мовет сега за рокот. Прашање дали се поминати 10 дена, законот е во рокот 10 дена, но без разлика. Институцијата постои. Не, заборавете го рокот. Ние без разлика на рокот, доколку е констатирано било какво прекршување, апсолутно луѓето ќе добијат препорака да се повлечат. Кои што можеле да знаат дека постои ваква одредба и требало да знаат. Видете, јас пак ќе кажам, значи апсолутно се работи, ги слушаме внимателно реакциите и на граѓаните, и на јавноста и се обидуваме да реагираме по нив. Ние да не заборавиме од каков систем на вредности доаѓаме. И ние ова за сега зборуваме и се обидуваме, се надевам сите заедно, да промениме еден начин на однесување, една политичка култура. Тука ќе се најдеме спротивставени страни веројатно со господја Стаменковска, но се воспостави систем на вредности во кој што луѓето, особено младите по сите анкети, очекуваат дека ќе добијат вработување во јавниот сектор. Тоа реално признаваме дека се соочуваме со притисок и од наши активисти и членови кои што мислат дека работите ќе се одвиваат како порано. Очигледно на некој им успеа, но не смее исто така да се заборави и она што да се занемари. Она што го кажав и пред некој ден, малку беше извадено од контекст, дозволете се добивствам. Она што е битно и важно е дека луѓето, не зборам за роднини и блиска фамилија, но луѓето кои што поседуваат партиска книшка од било која партија, не смеат на никаков начин, доколку ги исполнуваат условите и доколку ги задоволуваат критериумите, уште повеќе доколку имаат компаративна предност во однос на било кој друг кандидат, да не можат да ја добијат соодветната работа само заради тоа што имаат партиска книжка. Да, меѓутоа велите извадени од контекст, од друга страна пред 10 години тие уште некои биле во основно училиште, а некои во средно, што сега се вработуваат, на пример, а од друга страна, зошто ја чувствувате дискриминацијата ако е во администрација, секој од нив можел да побара работа во приватен сектор? Од лично искуство морам да ви кажам и искуството на нашите симпатизери дека ни во приватен сектор не беше дозволено. Па и денес, особено со овој вид на јавен притисок кој што е добар. Значи ние го ја поздравуваме будноста на јавноста и тоа што не следат и така ќе станеме сите и подобри во нашето работење. Работа на опозицијата е да бидете будни, еве вие ги нотиравте случаите. Само да се доискажам, дозволете. Значи факт е дека некои луѓе не може на никаква основа да добијат работа и сега повторно не можат. И тие не толку имаат разбирање за овој нов начин на размислување, за овие нови начини на функционирање на институциите, но она што е најважно е дека да имаме соодветни анализи и да имаме реакција. Едната реакција ќе дојде секако од наша страна како влада, другата реакција имаме најави од Државната комисија за спречување на корупцијата, третата реакција пред емисијата гледав изјава на директорот на акционерското друштво Елем, каде што исто така најави интерна истрага, анализа што се случило и да излезат со конкретни резултати од тоа кои биле кандидати, врз основа на што се одлучувало, кој одлучувал и така натака. Но да и дајме простори на опозицијата. Факт е дека во ваше време слушнавме постоеле тефтери, имиња во тефтери, јавувања по комитети кои како да биде вработен, меѓутоа на некој начин оправдувањето е дека биле дискриминирани од СДСМ за вработување во јавната администрација, а дека тој мајндсет, таа матрица продолжува се уште и кај луѓето наметната од ВМРО-ДПМН. Добро вечер. Најпрвен во оваа ситуација денес малце неблагодарно да зборуваме за непотизмот, но ќе се обидам да одговорам на прашањето. Најпрвен само да ја потсетам новата претседателка на Државната комисија, антикорупцијската комисија, дека и по стариот закон постоеше одредба во која што говореше дека секој еден кој што е вработен во државната администрација, посебно во делот на раководните органи, треба да достави изјава за интерес најмалку 30 во рок од 30 дена од денот кога ќе биде назначен. Тоа значи дека ова не е новина во новиот закон, туку тоа си постоело како решение во стариот закон. Добро, не е проблем, тоа проблем е што не доставиле. Тоа сакав да кажам, значи најголем број од лицата кои што се вработени во рамките на администрацијата, посебно под доаѓањето на власт на Социјалдемократскиот сојуз, немаат доставено вакви изјави за интереси, но исто така немаат и доставено и податоци за својот имотна состојба, кој што исто така предмет на антикорупцијската комисија. Јас како пример ќе ве потсетам дека се случи несреќа на колешката од Социјалдемократскиот сојуз од Виница, во кој што и беше
запален автомобилот, но на имотниот лист не фигурираше дека таа поседува такво возило. Тоа е уште еден доказ дека не го пријавуваат ниту имотната состојба, но и вработувањата не се пријавуваат во антикорупцијската комисија и по стариот закон. По однос на новите вработувања, вие кажавте дека до моментот на распишување на избори имате право да вработувате, но јас ќе ве потсетам, очигледно вие ја немате таа информација, дека изборите се распиша, претседателските избори се распиша на 8 февруари, но братот и синот на колешката Мира Стојчевска се пријавени во Агенцијата за вработување на 9 во саботата, што реално Агенцијата за вработување работи од понеделник до петок. Малку е нејасно како едно е пријавено, се пријавени двајцата во сабота, а друго веќе по распишувањето на изборите. И ова не е случај само сега, истото се случуваше и кога беа распишани локалните избори, најголем број на вработувањата, огласи, тендери и така натака се случува откако изборите беа распишани, и за ова е повикувам антикорупцијската комисија, која што во тој момент не постоеше, да прочепка документи за склучени договори и за вработување. Најголемиот дел беа договори за вработување. Колега Незири, со оглед на тоа што се повторува во Македонија, постојано вакво нешто, и вие ветувавте пред да дојдете на власт дека нема да дозволите ниту партиски вработувања, ниту црни тефтери. Меѓутоа тоа се случи. Вие исто така се занимавате со истражувачко новинарство. На што се должува? На менталниот склоп на луѓето или на партиските апетити да усвојат повеќе гласови пред избори? Ова не им оди во прилог пак од друга страна. Јас мислам дека ако порано имавме партизација на институциите, сега на некој начин тоа оди подлабоко и се сведува на роднински фамилијарни врски, што е за разочарување во однос на очекувањата кои ги има граѓаните, јавноста од новата власт, од која се очекуваше да донесе нов менталитет, нова пракса во владењето. Така што мислам дека се работи повеќе и за отсуство на таа свест и кај јавноста, но и кај политичките партии, нивните членови, кои власта фактички ја перцепираат како еден вид плен. Значи, кога ќе ја добијат власта, и тој пленот потоа се дели, значи, и во смисла на давање тендери, но и во смисла на давање на сите тие работни места или позиции на луѓе кои се фаворизирани во овој случај, или луѓе кои се во роднинска врска со моćници внатре во партијата и власта. За разлика од порано, мислам тоа е за среќа, што јавноста веќе не е како што беше, да толерира непотизам, да толерира фаворизација, кронизам, значи секој вид на негативни појави кои беа присутни во изминатиот период, не само во изминатите 10 години, туку од осамостојувањето па се до денеска. Но ова што се случи во последниот период со масовното вработување на роднини, мислам дека веќе стана стрално. Луѓето се депримирани од овој однос на новата власт. Да, дека ништо не е сменето. Јас кога сте кај токму само ова да го кажам, токму значи ово е според мене еден битен елемент што влијае младите да ја напуштат земјата. Зашто не одат надвор, можеби за кој знаеш поголеми плати, нема многу разлика ако се земат во обзир трошоците кои таму ќе ги имат, но сакаат својата иднина да ја гледат надвор заради еднаквите шанси кои тие земји демократии ги нудат. Јас мислам дека ние тука разговараме за последиците кои што ги генерира овој наш систем. Министерот кажа, ние градиме, внесовме систем на вредности. Јас ќе кажам, ние го немаме системот на вредности, токму затоа ова ни се случува. Во нашите ревизорски извештаи од каде што доаѓам, многу често пишувавме за вработувањата, значи и за начинот како само се гледа да се избегне законската воспоставената законска регулатива. Да тргнеме уште од 2000 година наваму со договорите за дело. Почнавме да пишуваме за договорите за дело, се измести закон за агенции за привремени вработување. Почнавме да пишуваме
какви се последиците од тие вработувања, се донесе закон за трансформација, нели, со 1% дека може да премине тоа. Значи, само се гледа начин како да се избегне начинот за административни службеници, каде што е пропишана процедурата за вработување, барем да се поминат сите овие критериуми, тестови и така натаму. Што се случува? Се вработуваат преку агенции за привремени вработувања со поднесени списоци, кој треба да дојде, кој треба да се испрати, се поставуваат на работни места кои што се веќе систематизирани, а не треба. Членот 4 од Законот за агенции за привремени вработувања точно определува во какви случаи може да се ангажира лице од агенција за привремено вработување. Тоа е поради зголемен обем на работа, поради работа на проекти, поради ангажирање за нешто што не е вообичаено. Се ангажираат на раководни работни позиции, имаат можност да донесуваат одлуки, а не се државни службеници, учествуваат на обуки, се користат ресурси за нивно обучување, а по раскинување на договорот не може да немаат никаква обврска да ги имплементираат. Се стекнуваат со знаење што доколку дојде после до конкурс, постои нелојална конкуренција за тоа. Морам да ве прекинам, во моментот го вклучуваме градоначалникот на Гостивар Таравари. Може? Таравари информатор парапласен се shumica udhëtarëve kanë qenë Gostivarit. Po, pjesa dërmuese simbas gjitha informatave që I kemi, pjesa dërmuese e udhëtarëve kanë qenë Gostivaras, lajm shumë I keq, shpreh ngushtime familjeve të cilët tash për tash simbas informatave që I kam unë prej 35 pacientëve të pranuar në spitalin e qytetit, 5 janë të ekzituar, domethënë kanë ndruar jetë fatkeqësisht. 4-5 prej udhëtarëve janë në gjendje shumë të rëndë, mos them në gjendje kritike, dhe përafërsisht 20 apo 25 janë në gjendje relativisht stabile dhe të kontrolluar dhe në mbikëqyrjen e ekipeve mjekësore këtu në spitalin e qytetit, kurse 5 pacientë të cilët I vizitova pak parës në spitalin shtetëror, 1 apo 2 janë pak më në gjendje pak më serioze, kurse патниците во голем број се од Гостивар. Да, по големиот број се од Гостивар, 5 се во тешка ситуација, ги посетил господинот Таравари таму и кај 2 од нив има подобрување, малку на ситуацијата. Ги повтори тие бројки што ги кажа и министерот Филипче, дека се 13 загинати. Shoferi është në gjendje relativisht të mirë. Shoferот е во релативно добра состојба. Nuk pyeta çfarë si më tutje me siguri органите компетентни до та улumtojnë. Не се знае што било причината, компетентните органи веројатно понатаму. Значи за сега ја ги жалосен ден за цела Македонија, стварно трагедија. Автобус кој што патувал од Скопје за Гостивар, претежно гостиварци. Тука во војна болница, според моите информации, се примени 35 пациенти, од кои 5 за жал веќе се мртви. Изразувам жалење на семејствата на тие што починаа. Околу 5 пациенти се во многу сериозна состојба, во кома центар, и околу 20 до 25 пациенти се релативно во стабилна состојба и под перманентно згрижување на медицинските екипи тука во болницата 8 септември. 5 пациенти беа примени во клиничка болница и таму ги посетив и нив. 2 од нив се во сериозна состојба, 3 се релативно стабилни. Врз сите моментално, значи, се превземаат сите медицински активности, да речам, се надеваме утрешниот ден да биде подобар за нив и да ги најде во подобра состојба. Поразговаравте ли со семејството или можеби учесниците во сообраќајната несреќа, тие да кажат како дошло до Еден по еден сите ги посетив, еден по еден со сите. Што велат?
знаете, ова не се моменти за прашување што се десило и како, туку единствено тоа што разговаравме се нивните имиња, презимиња, дали е се во ред, како се осеќаат, дали имаат нешто да пренесат или да им помогнеме што можеме. Воопшто, јас се надевам дека компетентните институции ќе излезат со првични информации. Шоферот за среќа е жив, релативно стабилна состојба, се надевам дека ќе добиеме точни информации што и како. Ако информация ciljaš bih imama mere ne može. Nuk e di se ka një ose dy gjemtëri, unë nuk munda të Кои се најмладите жртви? Të cilët e kanë ndru jetën. Колку што знам, јас се двајца млади дечки кои што... Значи, прашањето беше за 5 екзитуса, ја не можев да влезам во соба да ги видам. Имам информации дека двајца се помлади, тројца се во средна возраст, меѓутоа се уште ништо официјално не ги знам ни имињата, ни презимињата. Благодарам. Тоа беше градоначалникот на Гостивар Арбен Таваравари. Джилал, благодарам многу за помошта и за преводот. Во моментов ја вклучуваме Билјана Николовска, која разговара со луѓето кои се таму, со очевиците. Билјана, што велат тие, што виделе? Така е, Жане, ние сме тука на лице место каде што се случи несреќата и разговараме со председателот на местната заедница. Тој во исто време тој и очевидец и учествувал во спасувањето на жртвите и меѓу првите притрчал тука. Кажете ни каква беше состојбата кога бевте тука, кога стигнавте, што се случуваше и како помагавте, каква беше сликата? Кога пристигнав тука, таму што се преврти автобусот и зимното трета кола што бев застанат, и одмah трчавме да ги спасиме луѓето. Кој ќе гледа, што ќе гледа внатре, ужасно беше. Не може да се каже со зборови. Имаше пун автобус со луѓе, повредени се, да ти кажам, 90% беа повредени, има и мртви се, бројките не ги знаеме. Тоа е и имавме многу поддршка од населените. Трчавме негде сами од приватни коли сме ги трнали до 25 души со приватни коли сме ги носели до болница со коли. Имавме со наш алаш што можеме да помагаме, седиште, сечавме ова, да ги спасиме луѓето, викање, плачење таму. Што ти кажам, ужасно. Не може да се каже со зборови. Така, споменавте дека ги видовте луѓето кои што беа жртви, но и повредените. Каков профил на луѓе беа, за какви луѓе, возрастни, жени, деца, имаше ли меѓу нив? Имаше и жени и деца, 90% беа возрастни луѓе. Години тука средно до 50 до 35 тука некаде беда, сега не може точно да ги потврдиме. И тоа. Така, вие живеете тука, се слушна, што се слушна, кој прв притрча тука да реагира на оваа несреќа и за колку време после тоа дојдоа екипите, како на брзата помош, така и на противпожарните екипи, па видовме дека тука и интервенираше и армијата, но како што рековте вие први меѓу населението беше прво тука. Па најпрво беа населението, после ургиравме ние се јавиме кај началникот, и така со председател на место заедница и тој ургираше брзо. И за 15 минути, мислам, сега не ме фаќате точно, зашто стигна и тие, ама населените највеќе. Докато дојде тие, населените 20-25 души веќе ги трнаме со приватни кола, ги носевме на кај болница. Така, рековте, сечевте делови со ваша ала, сечевте делови од автобусот. Стравувавте ли дека може да се случи и некаква експлозија? Споменавте и такво нешто претходно во разговорот. Може и тоа, зашто мирисеше и на нафта, на тоа се плашеве највеќе, гледаме, пазевме, викање, тоа беше организирано. Некојаш и Господ, тоа што можеме да спасиме, некојаш и Господ ти дава надеж да не се чудиш, зашто тоа ситуација не значи како да се понашаш. Во ред, ви благодарам многу. Жане, ние остануваме тука. Се уште од терен, само да ги кажам информациите, се уште трае увидот тука на лице место. Дел од мртвите исто така се покрај банкината, се покриени со кебиња, но имаше тука и дел од роднините кои што бараат дали нивните роднини се меѓу живите и некаде однесени во болниците или сепак можеби тука инсистираат да го пробијат полицискиот кордон и да ги препознаат нивните блиски, но тоа за сега не е дозволено. Рекоа дека подоцна тие ќе одат на препознавање. Во недоумица се, но се разбира, новинарските екипи беа тргнати на страна и не смее да се доближиме до местото каде што се одвива увидот.
Билјана, дали има најава, дали МВР, министерот ќе даде детали повеќе во однос на оваа несреќа? Беше најавено дека тоа е таму? Јас сум во долниот дел, односно покрај стариот пат кој што е од Скопје кон Тетово. Сега за сега тука нема пристигнато и нема никаква најава дека ќе имаме било каква информација или било каква изјава од МВР. Ние се обидувавме и претходно да стапиме во контакт со некои од представниците на МВР, со портпаролот, но во тоа не успеавме. Не знам дали моите колеги кои што се исто така на терен во Скопје можеби успеале да комуницираат со некои од представниците на МВР, но ние овде не. Како што знам, тука е јавен обвинител кој што врши увид и е под контрола на полицијата која што го обезбедува местото и која што не дозволува да се приближат новинарските екипи, но и останатите луѓе кои што се тука од местното население. Се разбира, кога ќе имаме повеќе податоци и информации, ќе се јавуваме во топ тема. За жал, страутна несреќа кај Карпалак, 13 жртви официјално потврдени од министерот Филипче. Ние разговараме на една друга тема, иако знам дека во овие моменти сите ние сме во исчекување на она што се случи на патот Скопје-Тетово. Страутна е несреќата, има голем број жртви, има голем број повредени во болницата 8 септември и во ургентниот центар. Нашите репортери се на овие места што ги набројав. Еве, продолжуваме со разговорот. Меѓутоа, еве, пред да продолжиме, сакам само да видиме министре Манчевски. Сакам да ја прашам, дали вие знаевте колку роднини вашата пратеничка Мира има вработено во последно време? Не, тоа го разбрав кога разбри целата јавност. Сакам накратко се надоврзам на делот она што каже господин Незири. Ја сваќам разочараноста кај дел од јавноста, но исто така не можам да се сложам дека нема разлика. Разликата е во тоа што за разлика од порано сега има и ќе има реакција од страна на институциите. Државната комисија за спречување на корупција е една, а еве ние најавуваме дека од наша страна ќе има реакција. Втората работа е, значи, свесноста не само на јавноста, туку и на институциите, на системот е многу повисока. Втората е опсегот, бројноста. Не се согласувам дека е масовно, барем во тие мерки како што било порано. Значи, овде се на периодот краток што порано. Не, еве ви кажувам, на пример, во октомври 2012 година, само преку еден оглас, само со еден оглас, во Рек Битола се примени 625 луѓе. Истото се случило од 2010 година, исто во Рек Битола, кај што биле примени 250 лица на еден оглас. Тоа се сите, ние тврдевме тогаш и се уште тврдиме, партиски кадри на поранешната владеачка партија. Не е така. И се обидуваме овие работи да ги разрешиме. Она што на вистина ни треба, и тоа го кажуваме, и нас ни треба и внатре, ние ќе работиме и на внатрешно креање на свесноста и обука на нашите. Пред да продолжите, ќе сакам да ве потсетам, бидејќи велите не сте знаеле за на вашата пратеничка роднините, како во Делчево реагираат граѓаните на нивната сограѓанка и пратеничка представник во парламентот на информациите дека вработила своји луѓе во администрацијата. Репортажата ја направи Викторија Јовановска. Султан Сулеман го знаел по вкусот на модрата слива и маџунот. Светот и ЮНЕСКО го препознаваат по копачката, Тапанџиската симфонија. А македонската јавност деноиве градот Делчево ги асоцира на претеничката Мира Стојчевска, која се најде на листата на функционери на кои што синови, ќерки, браќа, сестри, баџанаци и сватови им се вработија во државни агенции, предпријатија, комисии и министерства. Социјалните мрежи експлодира од критики и анекдоти, а некои дури и јавно ја ленчуваат поради вработувањето на нејзиниот син во Елем и брати во Рек Битола. Телма и вчера и денеска ја бараше Стојчевска за да го слушне нејзиниот став, но на нејзиниот мобилен телефон никој не се јави. Трагајќи по одговорите за народната избраничка избрана од граѓаните од третата изборна единица, ја посетивме нејзината пратеничка канцеларија, сместена во зградата на Старото собрание, а отворена пред 2 месеца. Таму не пречека нејзината асистентка, која ни пренесе дека Стојчевска е во Скопје, каде што има работни обврски. Асистентката не сакаше да говори пред камерата, но зад камерата за пратеничката ни говореше во суперлатив, дека е исполнителна и кога е во Делчево, секогаш е на средби со граѓаните.
Претеничката Мира Стојчевска во оваа канцеларија неделно остварува по 20 средби со граѓаните. Најчесто граѓаните од неа побаруваат да им се реши статусот со вработување. На веб страницата на Државната комисија за спречување корупција се гледа дека Мира Стојчевска, која по потекла од Битола, а сега живее во Делчево, целиот имот го има пријавено дека е на име на сопругот. Куќата во Делчево, станот од 33 метри квадратни во Скопје, автомобилот, а на незино име се девизен депозит од 1300 евра, но и кредит од 600.000 денари кој што ќе го исплаќа до 2024 година. Топ тема на ваша страна ја посети улицата Иво Лола Рибар, домот на семејството Стојчевски. Суседите кога ја видоа камерата се затворија во домовите, не сакајќи да си ги нарушуваат меѓусуседските односи. Жителите на Делчево, на кого влезот во Европската Унија има на само 5 минути, пратеничката Стојчевска ја знаат како активна политичка личност и била прв човек на делчевските социјалдемократи. Пред да стане пратеник, била вработена во јавното предпријатие Македонски шуми, каде што неколку години била и директор, откако незината партија СДСМ заминала во опозиција, била избрана и за советник во Советот на општината, каде што активно учествувала во неговата работа, а е позната и како добар оратор. Сепак, што мислат граѓаните на Делчево за својата пратеничка? Дали ја познавате пратеничката Мира Стојчевска? Да. Што ќе кажете за неа? Мислам, какво мислење имате? Па јас подлабоко не ја познавам неа, но мисля дека не се доволно грижи тука за градот. И мисля дека превише се дават пари за неа, како пратеничка. Мисля дека полиција нема што да чува секоја вечер таму, дека се тоа излишни трошкове. Лично ја познавам, знам кај работеше и немам добро мислење за неа уопште. Не е тоа како што се представуваат. Не само СДС, него лично и она. Како току 20 пратеника, патни трошкове Мира највише. Заре лага тоа? Сигурно дека не. Сега слушаме и вработувањето. Нормално дека и тоа нема лага у тоа, најверојатно. Инаку како човек не е лош, али има некои негативни така врз одборењето со други граѓани што има во Делчево што зборат. Мира Стојчевска, дека знам која. Ја знам која таа. Ја газдата, он ќе ви објасни, оти се родони. Ја не сам ни по таа партија, ни по таа, ама нема ништо, моите деца се по странство, а да дое време да се разбола, нема кој да ме види и да ме лека. За Мира поддржуваме ние. Поддржуваме ние. Стојчевска го сврти вниманието на себе со највисоко исплатените патни трошоци од 12.000 евра за 6 месеци, но посебно деновиве со вработувањето на незиниот син во Елем и на брати во Рек Битола. Оваа народна пратеничка го доби приматот како најпознат политичар од Делчево, по поранешниот премиер Љупчо Ѓоргиевски. Добивме информација, односно соопштение од јавниот обвинител во насока на утврдување на причините за несреќата. Јавниот обвинител ќе издаде наредба за обдукција на починатите лица, како и за вореден технички преглед на возилото. Во текот на ноќта местото на несреќата ќе биде обезбедено, а увидот и извлекувањето на автобусот ќе продолжи во текот на утрешниот ден. Возачот на автобусот е повреден и хоспитализиран, велат од обвинителството, а од страна на надлежен јавен обвинител е издадена наредба за анализа на крвта и урината. Во соопштението се повторува дека дечерен јавен обвинител излегол на местото на несреќата да изврши увид на автопатот Скопје-Тетово, во која во овој момент 13 лица го загубија животот, а повеќемина се повредени. Ова се првичните информации од увидот. Несреќата се случила попладнево кога автобус на компанијата Durmoturs со гостиварски регистарски таблички преминал преку заштитната ограда на спротивната страна од автопатот, потоа излетал од патот и се превртел во близина на селото Ласкарци. Нашите репортери се обидуваат да го најдат и да ја најдат управата или собственикот на Durmoturs за да видат во каква состојба бил автобусот и што можеби технички се случувало со него и какво искуство има возачот. Меѓутоа, засега никој од оваа компанија не се јавува и не одговара на повиците на нашите репортери. Ја следиме и понатаму состојбата. Се враќаме на темата непотизам. Само да подсетам. Да, повелете.
да реплицирам прве на претседателката на антикорупцијска, односно во насока на тоа што таа наведе за договорите за вработување. Жалосно е, иако договорот за вработување како инструмент постои во државата и е добро да постои, но се до оној момент додека тој како инструмент не се злоупотреби. Морам да кажам дека во последните денови во Министерството за внатрешни работи се врши како злоупотреба на овој инструмент, договорот на дело, односно договор за вработување, бидејќи од моите информации кои што ги имам добиено во Министерството за внатрешни работи секојдневно се вработуваат голем број на лица кои што преку агенциите на работни места на кои што веќе има постоечки вработени со решение и се донесува, односно се вработува плюс дополнително лице на непостоечко работно место по систематизацијата и претпоставувам МВР го одбираат како институција, бидејќи тие таму се вработени согласно законот за полиција и најлесно име да направат злоупотреба во овој дел. Исто така да ви појаснам. Значи они не треба да вработуваат на систематизирани места. Членот 4 од законот за агенции за привремени вработувања точно прецизира во кој случај треба да вработува. Тоа се специфични неконтинуирани работи кои што не се дел од претежната дејност, непредвидливи краткотрајни активности, привремено зголемен обем на работа, сезонска работа или работа на проект. Нашите ревизорски наоди беа токму во правец на тоа што ги се вработуваа на систематизирани работни места, што не е во ред. Значи тоа, ова што го кажувате е повеќе плюс, што местото е пополнето, па плюс и... Точно, за овие информации, значи можете да си покренете постапки, да си ги проверите. Секако ќе покренеме. Бидејќи овие информации се точни. Исто така, би сакала да напоменам дека во рамки на систематизирани работни места кои што постојат во институциите, односно работни места кои што се веќе во систематизацијата, може да се вработува исто така со договор за вработување, но само во определен период кога станува збор за итни и неодложни работи. Законот и тука го предвидува да се вработи со договор, но само за итни и неодложни работни места. Тоа не е систематизирано работно место. Значи е нешто што е невообичаено. Исто така во насока нова почеста практика е во институциите, дали на локално, дали на централно ниво, ново вработени лица во институциите, повторно договорци, да потпишуваат официјални документи на институциите. Јас имам лично видено документ подпишан од лице кој што не е вработено во институцијата, кој што се представува дека инспектор и врши инспекцијска работа, прави прекршување на законот со тоа што прави увид во документи кои што по закон не смее да ги види, и друго потпишува документи кои што така нема право да ги подпише. Па поставувам тука прашање и до министерот, што утре ако се случи некоја промена на фактичката состојба и некој лице биде казнето поради записник од инспектор кој што не смел да го направи тој записник, или па не да Боже се случи некоја поголема штета, а лицето нема никаква одговорност бидејќи тој не е редовно вработен во институцијата, нисто така пак ни раководителот на таа институција, без разлика од кој тип станува, дали градоначалник, министер и така натака, исто така пак не може да се носи толкова одговорност бидејќи тоа лице не е редовно вработено во самата институција. Понатака, во насока сега пак на зголемениот број на вработување кои што се во државните институции, пак ќе кажам, рокот, односно претседателските избори се распишани, но партиските вработувања не престануваат. Би сакала еве да му укажам на министерот, ако тоа веќе не го знае, сигурно сум дека го знае, за време на локалните избори, кои што се одржаа исто така и за референдумот, имаше голем број на случаи во кои што договорци беа ставени членови на избирачки одбори, кои исто така не е дозволено по закон. Значи, член на избирачки одбор не смее да биде лице. Може да одговори веднаш министерот. Само уште едно прашање имам па да одговори. Значи, член на избирачки одбор по закон не смее да биде лице кој што е вработен со договор за вработување или договор на дело или бил каков договор во моментот на распишувањето на изборите. А ако сакате и после завршувањето на емисијата, јас можам и со име и презиме да ви ги кажам и лицата кои што се членови на избирачки одбори има добиено решение за да бидат членови на... И тоа е добро пред се да дадете информација до претседателот на Државната изборна комисија, од редовите на ВМРО ДПМН, кој што требал ова
го увиди, реагира, фактички тој ја направил грешката и реагирал на време. Што се однесува до сите овие наводи, за се што зборувате, колку поседувате докази, јас пак ги кажам, има огромна разлика. Ние ќе реагираме и реагираме, а вие ништо не направивте. Ај вака, Државната комисија за спречување корупција, бај кажам, ја повикувам, ја охрабрувам да истражи. Но исто така, ја охрабрувам да се врати малце во минатото. Да види како тоа сопругите на вашите генерални секретари, двете поранешни, работат во АЕК. Да види на Кирил Божиновски и на Мартин Процугер. Да види како сегашниот се уште амбасадор во Соединетите Американски држави, во времето кога беше заменик премиер за европски интеграции, стана професор на правниот факултет во Скопје. Да види како Христијан Мицковски станал асистент на неговиот татко. Да види исто така како можеше во исто време, беше нормално премиерот, првиот братовчет да му е директор на УБК. Да види како кумот може да биде министар за финансии. Да види како ќерката на Трајко Велјановски, додека беше председател на собрание, се работи во Народна банка без никакво искуство, а кумот си го назначи за председател на Врховниот суд. Да се врати како сопругот на поранешната министерка на внатрешни работи Гордана Јанкуловска беше советник во кабинетот на премиерот. Да праша како синот на пратеникот Зоран Илиовски се вработи во одделот за економски и компјутерски криминал во СВР Битола без јавен оглас. Да види како братот на пратеничката Ане Лашковска од ВМРО ДПМН од Прилеп е поставен за член на управен одбор на јавно предпријатие за водоснабдување студенти. Долг е списокот и кај едните кај другите, да кажам дека повикам државната комисија да ги испита сите овие случаи. Имаме и портпаролот на МВР кој што ќе каже детали за несреќата. Само една информација, не е крив председателот на Државната изборна комисија, оној кој што е одговорен за доставување на листите на лица вработени во државните институции, во државните јавните предпријатија е точно министерот, бидејќи ако го прочитате раковникот и начинот на работа, правилникот за работа на Државната изборна комисија, ќе прочитате дека има рок во кој што министерот за информатичко општество и администрација треба да ги подготви. Како ќе одговорите на набројуваниот список? Ако може да ме оставите да се докажам, значи ги подготвува. Ако зборуваме за дики избори да збориме, а збориме за непотизам сега. Да зборуваме за непотизам. Но директор председател на Државната изборна комисија нема обрска да ги проверува списоците, тоа е обрска на министерот. Како одговарате на овој список што ви го наброја? Па на списокот што го кажа министерот, можам само да му одговорам дека ако ние како ВМРО ДПМН во минатото сме го направиле тоа, сме биле казнети за тоа што сме го направиле и кога СДСМ беа во опозиција ветуваа дека нема да ги направат грешките што ги направил ВМРО ДПМН, но морам да кажам дека тие прават уште поголем список. Јас ќе почнам со колешката Мира Стојчевска, таа го вработи и синот и братот. Денеска слушнавме информација дека и незиниот сопруг е унапреден. Слушнавме дека има стан во Скопје, таа се уште зима патни трошоци. Понатака синот на Мирослав Грчев, ќерката на Тала Џафери Сеги Баџанокот кој што е во антикорупционер. Љубомир Фрчковски синот, Владо Бучковски синот, Невзат Бета ќерката. Асаф Адеми сестрата, Горан Мисовски синот, Костадин Костадинов мајка му, Крешник Бектеши сестрата. Понатаму Теута Арифи, еве, ако вие сте велите дека не сте знаеле дека синот, братот, сопругот на Мира Стојчевска се вработени или унапредени, ама Теута Арифи знаела дека ја ставила... Само да вклучиме портпаролот на МВР околу детали за несреќата. Билјана Николовска е на местото на несреќата, разговара со него. Така е, Жане, тука се наоѓаме на лице место со портпаролот на МВР кој што ќе ни каже деталите околу тоа што се случило и дали првично ги има причините, дали имате било какви причини за она што се случило и потврда за бројката на загинати и повредени. Причините ќе бидат утврдени по завршувањето на увидот. Она што е за жал трагична, нели, вест е дека имаме 13 загинати и 30 на повредени. Околу 16 часот и 45 минути автобус на компанијата Дур Моторс се движел од Скопје кон Тетово и излетал од патот и се превртел. Резултат на тоа се досега 13 починати и 30 на повредени кои се пренесени во скопските болници. Имаме двајца во Тетовската и еден во Гостеварската. Во Тетовската и Гостеварската се со полесни повреди, а за другите повредени веќе имаше изјава и министерот Филипче и ќе дават податоци надлежните од тие болници.
Така, првичните информации беа дека се работело за удар на возачот на автобусот или пак другата шпекулација беше дека се работи за дупната гума од автобусот. Дали може би првично нешто се знае околу овие барем шпекулации, дали може да се потврдат или пак да се негираат? Јас ќе замолам да не се шират шпекулации. Ова е трагичен настан и со ширење на шпекулации навистина е несоодветно и дозволете, значи надлежните, јавниот обвинител, екипите на МВР да го завршат увидот, ќе се утврдат причините за несреќата и соодветно ќе биде информирана јавноста. Сакам да кажам дека е разговарано веќе и со возачот, тој е исто во болница и веднаш штом ќе има било каква информација соодветно ќе информираме јавноста, но замолувам уште еднаш со ширењето на шпекулации само штета може да се придонесе. Така, тука барем од очевидците кои што ги слушнавме велеа дека имало двајца возачи. Дали ова може да се потврди? Дали кога рековте дека сте разговарале со возачот, тоа е оној човек кој што го возел автобусот? Значи надлежните разговарале со него. Јас само пренесувам она што нели ми е соопштено од јавниот обвинител и од екипите на полицијата. И веднаш штом ќе има било какви информации кои што треба да се соопштат на јавноста ќе бидат соопштени. Дали е утврден идентитетот на оние кои што се загинати, од каде се, дали се сите од Гостивар, бидејќи слушнавме дека се работи нели за превозник кој што патува кон Гостивар и дали можеби еве има и кој е профилот на луѓето, колкава возраст се? Видете, значи тука на лице место има 7 лица. Другите починаа во болница и соодветно ќе се информира само како ќе се утврдува идентитетот и ќе се информира, но сакам да кажам дека во моментов тука се 7 тела. Беше екипа на судска медицина која што ја потврдени смртта и се одвиваат сите процедури како што нели налагаат според закон. Ти благодарам многу. Жане, ние остануваме тука на лице место. Во моментов се уште трае увидот на несреќата и најверојатно и тоа ќе биде она што ќе утврди кои се причините за да се случи оваа несреќа. Во моментов колку што може да забележам додека трае разговорот, започнува и дислокацијата на телата оние кои што се останати мртви тука на лице место. Ние ќе останеме понатаму и ќе следиме се што ќе се случува во врска со оваа несреќа. Тоа е Билјана Николовска, останува на местото на несреќата. Само да кажам дека добивме информација и од Durmotours, тоа била редовна линија. Патниците се вработени главно во Скопје и администрацијата. Автобусот тргнал пред Шопинг Сити Мол во 16:15, меѓутоа еве да ја слушнеме и неговата изјава. Дали можете да ни дадете информации кога тргнал автобусот, ова што е несреќата што се случи и се повеќе информации за несреќата што е работата? Господја, не можем сега да ти давам никаква вака информација. Само да ни кажете од колку часот тргна автобусот? Кој автобусот? Овој што се преврте, нели е на Durmotours компанијата? Да. Од Скопје кога тргна? Од Скопје кога тргна автобусот? Само момент, јави се за 5 минути. Ајде, молам да ни дадете, знаете валјда од кога ви тргнува автобусот? Ајде, добро, за 5 минути. Ама сега да ми кажете, знаете кога тргнува автобусот? Добро, господја, ти кажувам, сега не знам дали разбирате. За 5 минути... Пишува таму дека поаѓање од Скопје од 4:15 на вашиот сајт. Да. Значи од 16:15 часот е тргнат автобусот, така? Само момент, господја, јас не знам многу добро, зашто не бев во работа на тој часот. Да гледам во 3:15 или во 4:15. И ќе те давам. А можете да ми дадете други некои попрецизни информации? Немам и ја, господја, немам. Тоа беше изјавата од Durmotours. За повторно, автобусот тргнал во 16 часот и 15 минути од пред Сити Мол. Тоа била редовна линија во која што се превезуваат главно луѓе кои што работат во Скопје, се главно од Гостивар, како што кажа и градоначалникот на Гостивар Арвен Таравари. Да ја слушаме сега изјавата на министерот Бујар Османи, кој е и воедно и доктор и работи во ургентниот центар.
дали неизлечени. Уште не се... Да, има и такви информации, да. Како вие проверивте горе каква е ситуацијата со? Дел од нив е во стабилна здравствена состојба, меѓутоа сепак ќе ви дадат поточни информации од Како вие зборувате со некои посетители? Па бараме некои семејствата бараат некои кои што не може да ги најдат се уште, па им помагаме да. Во старата градска болница во центарот на градот е нашиот репортер Тамара Гранчаровска, која што ќе ги има податоците во однос на пациентот кој што таму е примен во тешка состојба, затоа што министерот Филипче најави дека и таму се однесени пациенти, исто како што и во ургентниот центар има 5 мина и во најголем број се однесени во болницата градска 8 септември. Треба да ја вклучиме телефонски Тамара Гранчаровска, доколку ја имаме ќе ја вклучиме. Само да кажам дека и јавното обвинителство во меѓувреме издаде соопштение во кое што вели дека дадена е наредба за обдукција на починатите лица. Билјана Николовска кажа дека тие веќе жртвите се носат на обдукција. Потврди за жал дека во овој момент 13 лица има потврда дека го загубиле животот, а повеќе мина се повредени. За жал бројот на повредените лица точно не е утврден, се уште е увидот на местото на несреќата. Да кажам дека и градоначалникот Таравари изрази жалење за несреќата, секако и останатите функционери кои отидоа таму, потврди дека најголем број од жртвите се од Гостивар. Идентитетот на жртвите на загинатите, како и идентитетот на повредените се уште е непознат. Портпаролот на Министерството за внатрешни работи Тони Ангеловски замоли на трпение, затоа што се уште екипите и на јавното обвинителство и на полицијата се таму, додека тече увидот, додека не се добијат сите официјални детали, не може ништо да се објави околу идентитетот на жртвите и затоа не треба да се шпекулира. Доколку ја имаме Тамара Гранчаровска од градската болница во центарот на Скопје, да видиме каква е состојбата со пациентот кој што се наоѓа таму. Режија, дали имаме Тамара? Во ред, еве имаме Тамара. Тамара, каква е состојбата со тешко повредениот пациент кој беше прифрлен во оваа болница? Што велат од управата на оваа болница и докторите таму? Жане, тука, значи, жената која е донесена на околу 30 годишна возраст, веќе била донесена почината, таа им подлегла на повредите пред да стигне тука во хируршкиот ургентен центар во центарот на Скопје. Ова информација не ја даде директорот на оваа болница Иван Спировски. Он не сакаше да каже, не сакаше, не може да каже што точно починала жената, тоа ќе го утврди обдукцијата, но тука е донесена само таа жртва од автобуската несреќа кај Карпалак, но за жал таа веќе била почината. Во оваа болница нема други пренесени од несреќата. Тоа би била информацијата, тука не видовме никој, дали има роднини од жената, дали некој може да каже нешто повеќе што се случувало. Тоа е единствената информација која добивме од тука. Благодарам. Тоа беше Тамара Гранчаровска која ни се јави од градската болница во центарот на стара градска болница, која за жал ни кажа една трагична вест дека пациентка на 30 години која била донесена во оваа болница веќе била мртва и е една од 13 жртви на лицата кои го загубија животот во несреќата на патот кон Тетово кај местото Карпалак. Во студиото ја продолжувам дебатата за непотизмот во однос на сите овие обвинувања и списоци. Јас знам дека политичарите постојано сакаат да си реплицираат, меѓутоа на вистина морам да дадам збор на председателката на антикорупцијската комисија. Немате ни 30 секунди да завршите мислата во мене. Ако се оградуваат за некој од лицата како што кажа министерот не знаеле, редно е антикорупцијската комисија да поведе сметка посебно за оние функционери кои што си ги вработиле своите блиски роднини, потпишувајќи го нивниот ангажман, како градоначалничката Теута Арифи потпишала решение за да
незината сестра стане директор во основно училиште или колегата Тало Џафери можел да се иземе од гласањето за неговиот баџанак, иако претседателката ќе каже дека баџанак не е роднинска. Не кажувам ја, законот кажа. Меѓутоа во законот исто така стои дека можел да се иземе. Но можел да се иземе и постои кај блиски лица. Така. Објаснете го овој момент, затоа што видите, има два сегмента, едниот е законскиот, другиот е моралниот. Точно. Значи, законскиот е дека не се блиски лица. Тоа кажува законскиот. Меѓутоа, моралниот не кажува така. Затоа ние денеска го искажавме ставот на комисијата, кажавме дека нема судир на интереси, меѓутоа комисијата ќе си го искористи правото определено во членот 17 и ќе поведе антикорупцијско преиспитување на законите, особено тргнувајќи од нашиот закон, да одмериме дали треба да се прошири листата на блиски лица од една страна, а од друга страна дадовме објаснување дека препораките кои што се дадени од Греко за подобрување на етичкиот кодекс на собранието треба да се применат. Значи, етичкиот кодекс во собранието, има нов етички кодекс кој што е донесен во собранието пред скоро време. Пред скоро време тој треба да се надгради. Значи, тој не бил надграден како што треба, тоа колегите што го следат од секретаријатот, што веќе станаат членови на комисијата, дадоа таква информација, значи постојано ја следа таа проблематика и кажа дека собранието малце треба повеќе да поведе сметка да го апдейтира малку тој етички кодекс. Сакав да кажам дека списоците може да бидат бесконечно долги. Се додека нашиот систем функционира, односно генерира непотизам. Системот дозволува. Без разлика која политичка партија ќе почне да зборува, јас можам да кажам од мојот ревизорски аспект дека и во едните и во другите гарнитури постојано наоѓаме наоди кои што укажуваат на тоа дека само се бара начин како да се избегне Законот за административни службеници, односно регуларниот начин на вработување. Се бара начин како да се избегнат критериумите за вработување. А со тоа да не се вработат луѓе кои што носат квалитет. Само джил да го слушаме, особено за овие се поставени за да можат да бидат сито низ кои што ќе може да помине се. Тоа што вие го начнавте е тоа отсуството на таа етика токму во институциите, тој морал. Значи моралот е збир на вредности според кои ние се ориентираме дали нешто е добро или лошо. Значи не мора се да биде пишано во закон. Има многу нешта што во демократските земји функционираат, не се наведени во законот, но функционираат според етичките стандарди кои ги имаат воспоставено. Јас само две случаи на оставки кои ги има дадено после скандали на непотизам, биле легални, ама од морален аспект, значи тоа предизвикало негативни реакции во јавноста. Значи не е само свест, треба и совест малку. 99-та година, значи проверив на интернет многу случаи на оставки заради непотизам, е откриен голем скандал на непотизам, вработување од страна на Европската комисија, претседателот на Европската комисија Жак Сантер, и после овој скандал целата комисија си дава колективна оставка. Исто така има видов случај во Баварија, во Германската република, кај што пратениците влијаеле да се вработат нивни блиски луѓе во тамошната локална власт. Така што во сите овие случаи мора да има некаква консеквенција, не законска, морална. Значи мора некој да си поднесе оставка. Ние велиме, окей, законот дозволува и сега се е можно. Ама законот може да биде изигран. Ќе се вратиме и на тоа и на она што се случи во 2003 кога се повлекоа луѓе блиски на ЛДП кои беа на функција и кои што во тоа време биле во разни правни одбори, меѓутоа најавувам пауза за реклами и продолжуваме со дебатата.
Понекогаш е тешко да се забележи разликата. Понекогаш сите горива изгледаат исти, а возачите треба да ја почувствуваат разликата. За некои најважна е економичноста и ниската потрошувачка. Уживаат да ја почувствуваат слободата која доаѓа од можноста со еден резервоар да се поминат многу повеќе километри. Некои најмногу се грижат за чистата животна средина. За нив најважна е заштитата на природата и одговорноста. Одговорноста што доаѓа од потребата да се намалат штетните издувни гасови и честички. Други сакаат да ја почувствуваат брзината, перформансите што доаѓаат од чувството на моќ во секоја капка. Без оглед дали бараат чиста животна средина, економичност или моќ и перформанси, сите сакаат да ја почувствуваат разликата во секоја капка гориво. Почувствувај разликата. Новиот Ultra Diesel Green Power, само на бензинските на Мак Петрол. И сега, автоматски менувач, 136 конски сили, самостојно паркирање, систем со кој можете да зборувате со вашиот автомобил и многу повеќе. Си за 29.990 евра. Новата А-класа. Моја е. Нова гума за џвакање Халс. Ако сакате да се освежите, почувствувај ја свежината што те движи со новите гуми за џвакање Халс. Препечен леп со путер изгледа премногу едноставно, но президен путерот менува се. Нежно и свежо. Се е до вкусот. Совршено. Президент Путер. Неодолива страна на животот. Тук ви представува еден крекер без број можности. А сега сакате незаборавна забава со пријателите? Заиграјте тенис. Гем, сет, меч. Тук 100% забаве. Добре дојдовте во бесплатната мобилна апликација на Комерцијална банка. Плаќајте ги сметките брзо и лесно и вршете сигурен трансфер на средства, без трошоци или со 60% пониски надоместоци отколку на шалтер. Добивајте бесплатни известувања за секоја промена на вашата сметка. Инсталирајте ја М-банка од App Store или Google Play и пробајте ги сите можности со опцијата Демо корисник. М-банка, банка на дофатна рака. И во паузата дебатираме за непотизмот и случаите во последно време. Само да подсетам, во 2003 имаше голема афера и во однос на вработување на блиски на функционери. Еве ќе прочитам текст кој што во тоа време излегол во Дневник. Владеачките партии против непотизмот. Тогаш колку што се сеќавам имаше и некој судир помеѓу СДСМ и ЛДП внатре во коалицијата, меѓутоа еве не ме држите за збор. Либерално-демократската партија ги оствариле најавите дека од функции ќе ги повлечат сите функционери чии именувања во јавноста се поврзани со непотизам. Тој потек е одговор на негативните реакции на јавноста и на медиумите и е доказ дека имаме слух за гласот на граѓаните, и изјавува тогаш лидерот на ЛДП Ристо Пенов. Па, од функцијата член на управниот одбор на ЕСМ се повлекла Олгица Гацовска, сопруга на тогаш пратеникот Андреј Жерновски, Мери Шапорич, сопруга на тогаш пратеникот Зоран Шапорич, која не е повеќе во надзорниот одбор на ЈП Македонски пошти. Оставка од функцијата директор на Македонско радио поднел и Глигорија Поповски, сопруг на потпредседателката на Собранието Лилјана Поповска. Од функции се повлечени десетина други партиски функционери и сметаат во ЛДП дека сите предложени кандидати ги задоволувале неопходните критериуми за стручност, меѓутоа донеле одлука да ги слушнат граѓаните и јавноста и да ги повлечат од функциите. Тоа се случило во 2003 година. Зошто вие веднаш како министар не дадовте таква изјава, туку кажавте дека сте биле на некој начин дискриминирани во претходните 10 години како членови на СДСМ, па не биле вработувани ваши луѓе? Значи, тоа е факт. Изјавата ја дадов пред да и самите знаеме за дел од овие работи. Пред да ви мира колку луѓе вработува. Прашањето беше поставено во контекст на изборот на
Државната комисија за спречување на корупција во времето кога јас го давав одговорот. Ајде да се вратам малце на ово што го зборувате. И ова се работи за, малце зборувавме на паузата, за поединечни изливи на свест политичка. Нас не треба да градиме систем, каде што кој да е, и ние и следни било кој, нема да смее веќе ова да го повтори. И она што е најдобриот одбранен механизам е токму јавност, и сега го поврзувам со темава. Сметам дека начинот на кој што се избра новиот состав на Државната комисија за спречување на корупција и покрај оваа дебата и дилема околу еден од членовите на комисијата, сепак покажува дека нештата се менуваат. Значи, прв пат, мислам дека немаше политички пазарења, имаше инволвираност и на граѓански сектор, на дворешни луѓе во новинари во процесот на избор. Луѓето будуваа најслободно и дури мислам да кажам дека според она што се моите информации, отприлика идентично се извршени будувањата. И затоа ги имаме овие луѓе сега во Државната комисија за спречување на корупција. И тука сите политички партии покажавме повисоко ниво на свесност, морам да кажам. На нив на комисијата како ќе се покажат во иднина. Ние ги охрабруваме како власт да одат се по закон, да тераат постапки, ние ќе ги следиме во тој начин. Втората работа што само сакам да ја најавам, и тука повторно ќе биде со вклучување на сите заинтересирани страни, релевантни чинители, граѓанскиот сектор, опозицијата, е дека сосема случајно ова не испадна како реакција на ова, туку заради извештајот на Европската комисија, затоа брзаме со роковите, ќе промовираме веќе од следните 2 недели најкасно нов концепт за избор на висока раководна служба. Сите што се во ниво под заменик министер и над раководител на сектор, значи главните директори, менаџери на институции и така натака, ќе се издвојат од Законот за административни службеници и што е најважно, да ги избира комисија која што дури ќе идеме чекор понатаму од ова. Во мнозинство ќе биде составено од луѓе што не се од институциите. Значи представници на универзитети, невладин сектор, новинари и така натака. Процедурата ќе биде јавна и транспарентна пред камери и тие ќе треба да го вршат будувањето на крајот на денот на владата или на соодветниот функционер кој што го врши изборот, да му достават листа од 3, не знам, 5 најдобри кандидати. Што помала листа, тоа подобро затоа што ќе е изборот сведен сепак од помал круг на еден единствен човек. И на тој начин сакаме да почнеме од онаму каде што сите основи би требало да е проблемот од главата, од таму кај што се менаџерите. Вториот дел е реорганизација и оптимизација на институциите, каде што ќе гледаме да го средиме хаосот на непотребни институции со препоклопување на ингеренции, хаос што не е создаван преку ноќ, 30 години е создаван, и сега треба полека да го средиме. Функционална анализа. Па тоа е тоа, само го викам другачи затоа што никој не ме сваќа и сум досаден кога ќе изборувам функционална анализа. Како ќе се смени матрицата, моралниот аспект? Ако го покажеме ова сега, ако ние имаме реакција... Вие можете најпрекрасен систем да направите. Ако не чувствуваат морална одговорност вашите луѓе во вашите партии. Ако некој не поднесе оставка. Некој не поднесе оставка, не биде казнет на некој начин заради тоа. Најголемиот одбран механизам е токму оваа реакција на јавноста. Џабе закони. Господин Незири каже, значи многу работи во закон не се напишани и не треба да се пишуваат. Ама и ние веќе ни треба помош оваа работа. Од јавност, од невладиниот сектор. Сега случајно е кога ги спомнавте управните одбори во случајот од минатото. Дадовме поддршка како министерство на невладина организација ИДСЦ, Институтот за демократија Societas Civilis, кој што има проект финансиран од страна на британската амбасада, каде што прави анализа на кои се критериумите за избор на членови на управни и надзорни одбори. И не само тоа, туку ќе предложат нови механизми и критериуми за избор. Врз основа, ние се обврзавме дека ќе ги прифатиме и тие треба прво да ги презентираат во јавноста, нормално ќе ги дадат на дебата, можеме ќе имаме некое друго мислење и така натака, но да се обидеме да ставиме некакви критериуми. Сега се прилично ниски, ако воопшто ги има. Слично и со овие високата раководна служба. За да бидете директор на некоја институција, често пати се пониски критериумите и условите што се бараат, отколку за да бидете вработен на одредено работно место внатре во институцијата. Зошто е тоа така? Како? Кога се случило? Значи работиме со менување на системски грешки од некои се провлекуваат и од бивша Југославија. Некои се од порано, од покасно, но именување на начинот на кој што размислуваме и ние, и општеството, и политичарите. И има грешки, и ќе има грешки. Иако нема јавноста за да не коригира, и опозицијата нема да се поправиме. Моје мислење е дека пресврт низ ова цел период на ова негативна пракса во вработувањето во институциите, за мене би бил ако некој од
носителите на јавни државни функции поднесе оставка. Да каже, окей, јас сум виновен за ова, откриен сум во јавноста и дека се повлекувам од функцијата и така што ќе се даде лекција и на другите понатаму, дека ризикот за да вработуваш свој роднина во институциите, злоупотребувајќи функцијата, е многу голем. Значи, може да резултира и со губење на самата позиција на тој моќник. Така што тоа би бил првиот момент дека нешто, некоја поголема пресвртница позитивна ќе се случува во наредниот период, а вториот, јас не знам, не сум правник за да ви кажам дали тоа законски е возможно, Државната комисија за спречување на корупцијата треба да се наврати најмалку 10 години наназад и да ги проверува сите конкурси. Зашто не е само работата до актуелната власт, туку наназад. Значи, таа била пракса за вработување на нови луѓе. Ја од 2000 година сум ревизор, милион наоди издадовме за вработување. Главен критериум бил партиската припадност. И внатре во партиите имале тие лоби групи. Значи, кој е по роднински до некој моќник. Токму тоа ми е прашањето и за вас од ВМРО-ДПМН. Ако и во најавата има своевремено ВМРО-ДПМН ја партизираше администрацијата, се вработуваше со партиски книшки, ова зборувам, значи ние тоа што сме го правеле како извештај. Па имаше случај во кој што имаше разговор со административци кои кажуваат дека треба нивни роднини да гласаат и да потврдат дека гласале за да докажат дека се лојални на партијата или за да бидат вработени. Јас кажав сега има фамилиаризација, меѓутоа очигледно дека таквиот, и сами кажавте, бевме казнати заради таквата политика, меѓутоа што ја тераше ВМРО-ДПМН тоа да го прави, да го киднапира системот на администрација на некој начин или да ја промени целата администрација таму? Амака, најпрво сакала да му одговорам и на министерот Манчевски. Во ред е да се прави реформа и реформите секогаш се добре дојдени кога се случуваат во било која сфера од општеството, но за мене навистина ќе биде реформа и ќе ви верувам на што го кажувате, доколку еве ќе го земам не само колешката Мира Стојчевска, ама и колегата Александар Кирацовски. Него го забораваме, исто така си ја вработи својата сестра, вработи бабата и дедото од својата сопруга. Само во ред, што ќе направите вие? Значи, за вашите функционери, овие што се во АЕК, овие што се се уште на позиции, овие сите луѓе што ги вработивте се на раководни места во администрацијата. Знаете колкав притисок има од јавноста. Се е тоа квалитетен кадар кој што се вработил. Зашто ништо не менуваме, затоа што е заклучено со закон, сте ги донели луѓето на позиции без да ги исполнуваат условите и после донесовте закон со кој што ги заклучивте на тие позиции. Треба да се направи една ревизија да видиме дали тие луѓе во тој момент кога добиле раководната позиција ги исполнувале условите. Тоа е исто доста битна анализа. Добро, колегата Кирацовски денеска имаше една многу несрекна изјава од типот на тоа дека па и добро е тоа работно место кој што го доби дедо ми, па и не е така некоја солидна плата. Како може за работна позиција на кренист? Ај вака, како може да го каже тако нешто? Човек, главниот кадрови во Социјалдемократскиот сојуз и да збориме без разлика на работното место. Значи има лица во Република Македонија кои што немаат парче леп за да се прехранат, а некој од типот на Кирацовски кој што ги вработува целата своја фамилија, пошто ќе бира на какво работно место е вработил. Не бирал, еве, окей. Јас ќе верувам дека вие преземате чекори и правите реформи само ако добро, ние викаме Александар Кирацовски, Мира Стојчевска, па и колешка денеска имаше и така изјава и од Милевка Георгиевска дека си го вработила својот син, па има изјава дека колешката од Виница ќе поднесете ви оставка? Јас не сум вработила никој од мојата фамилија. Ќе поднесат ли оставка? Ако докажете дека имало, постоело, жената Кирил Божиновски ВАЕК, жената Мартин Прозгер отворете ги огласите за вработување така на така. Поднос на ова сака да ви одговорам дека говори за киднапирањето на администрацијата од страна на ВМРО. Мислам дека вака бесконечна ќе биде темата, дај да работиме што треба да се направи за да се подобри системот, да се вработуваат квалитетни кадри. На крајот на криштата сите луѓе се еднакви според уставот и сите треба да заслушат еднаква шанса. Проблемот е во системот и во критериумите и прво во утврдување на потребата, дали има потреба од примање или се креираат работни места, се креираат непотребно. Непотребно и какви се критериумите, дали се прима квалитет.
Бидејќи не се прима квалитет, квалитетот го извезуваме во странство. Ке ви одговорам на вашето прашање. За време на референдумот кажувате дека ВМРО-ДПМН ја узурпирала администрацијата. Добра, кажавте, не мора сега да се враќате на истите податоци. Не се враќам на истите податоци, само ви кажам зошто го направи наметна системот на партизација на администрацијата. Јас сега ќе ви одговорам. На денот на референдумот, лица кои што се вработени во водовод во Скопје ми се јавија и ми пренесоа пратенички, ни се јавија од работа и ни кажаа дека мораме да искочиме да гласаме за референдумот облечени во униформата која што ја носиме со ознаки водовод, за да може да не преброи дека сме излегле да гласаме. Сакате да кажете тоа што го правите, вие го правите тоа? Да го кажете. Ова јас не сум го кажала прв пат, сум го кажала многу пати предходно, а вие кои сте одговорите на прашањето. Јас еве како ви одговарам. Зошто го направивте тоа 10 години? Понатака, зашто вие го направивте овој чекор со референдумот и лицата ги теравте облечени во униформа од водовод да искочат да гласат. И ова не е поединечен случај. Јас имав и по завршувањето на референдумот имав и прес, имав изјава во која што кажав дека лица се бркаат ден после референдумот од работа само тоа што не искочиле да гласат на референдумот. За жал ние како новинари немалце можевме да говориме во оваа дебата, вие бевте и кандидат да и бидете колега на председателката. Меѓутоа бевте одбиени заради тоа што се бараше друг факултет, а не е тоа, иако имате големо искуство во сето ова. Останува вашите истражувања да ги објавувате јавно како што и досега го правите. Може да ни биде соработник секој, всушност секој граѓанин на држава може да ни биде наш соработник и да. Само за крај имате 4000 останати предмети, што прво ќе се зафатите во антикорупцијската комисија? 4000 предмети не се баш сите предмети за корупција, негдека околу 50 на предмети биле за корупција и околу 80 за судирни интереси, а најголем број од предметите се однесуваат на анкетни листи и на изјави за антикорупција. Ние најпрвин ќе се фокусираме на она што е сега најактуелно, најгорливо, најкрупните камења, моменталнава ситуација која што е и вработувањава сеја што се случуваат, од тука ќе почнеме. Значи, сакаме првин да санираме, да не продолжи трендот понатаму, да превенираме, а потоа да се продлабочиме во претходните периоди се што се случува. За крај да го видиме прилогот на колешката Билјана Николовска, која што направи еден сублимат на последните вработувања во јавната администрација и непотизмот. Добро што и двајцата прочитавте списоци, па се потсетивме и што се случувало во минатото на овој плеер, кога владееше и ВМРО ДПМН. Да, сега па ви користат. Сите животни се еднакви, но некои животни се поеднакви од другите. Оваа заповед од Орвеловата сатирична животинска фарма можеби и непластично ја опишува состојбата со државните вработувања на роднините на функционерите. Речиси сите имаа објаснување дека блиските им се тркале по исти критериуми како и останатите кандидати на конкурсите. Вработени се оти се најдобри од сите, но не оти се блиски на функционерите. Ситуацијата кулминира пред распишување на изборите. Буквално во последен ден, Елем и МЕПСО станаа дом за згрижување на децата, мажите, жените, сватовите, каде просечните плати се движат околу 35.000 денари. Прва на пиедесталот е пратеничката Мира Стојчевска, само што за неа стивнаа реакциите по изјавата за поскапувањето на дизелот и незините високи патни трошоци. Таа повторно е намета на јавноста. Топ тема направи мрежа на последните вработувања. Пратеничката Мира Стојчевска го вработи незиниот син, Виктор во Елем, во сектор за развој инвестиции со 35.864 денари плата. Братот, Целе Велевски, е вработен во РЕК Битола, исто така под Елем, како кранист и е на привремено вработување. А незиниот сопруг е унапреден во командир на шумската полиција во Делчево. За пратеникот и генерален секретар на СДСМ Александар Кирацовски од претходно беше објавено дека ја вработил мајката на неговата сопруга во училиштето Мирка Ѓинова во Битола. Денеска се дозна дека и таткото на сопругата е ново вработен во државна фирма. И тој е вработен во Елем, во фабрика за опрема и делови. За председателот на собранието Талат Џафери лани се дозна дека се вработила неговата ќерка, исто така во Елем. Бесијана Џафери е референт за меѓународни тендери и зема 35.863 денари. Само пред неколку денови и баџанакот на Џафери, Нури Бајрами, стана член на антикорупцијската комисија. Од денеска и подпредседател ќе зема од 70 до 80.000 денари плата. Синот на пратеникот Горан Мисовски, Кристијан Мисовски, од неодамна е стручен соработник во Агенцијата за супервизија на осигурување.
Од опозицијата, но од она независната осумка, за сега се знае дека има две вработувања. Ќерката на претеничката Емилија Александрова, Сара Александрова, се вработи во Фондот за иновации. Сопругата на Зекир Рамчиловиќ, Месида Рамчиловиќ, во МВР. Но вработувања има и меѓу министерските роднини. Така, Хидајете Алили, сестрата на министерот за култура Асаф Адеми, е вработена во ЕЛЕ. Флора Бектеши, сестра на министерот за економија Крешник Бектеши, пак во МЕПСО. Но не само високите функционери се на листите со вработени. Најпресна денешна информација е дека во ЕЛЕМ се вработил и Зоран Ангелов, председател на СДСМ во Гостивар, кој има договор на неопределено време. Лани во ноември во Струмичкиот централен регистар пак се вработи мајката на Константин Костадинов, портпаролот на СДСМ. Во минатиот распоред на силите пак беше објавено и вработувањето во МВР на синот на пратеникот од ВМРО ДПМН Зоран Илиевски. Држава и фамилија. Македонските функционери ги споја во едно. Така добија државни фирми со роднински вработувања. Слоганот кој деновиве се врти по социјалните мрежи, АВРМ, Агенција за вработување на роднини на мира, е во трка да остане и символ за непотизам и судирни интереси. И ова е крај на топ тема на ваша страна. Во 21:30 се вестите на Телма. Веста е дека 13 до сега официјално е потврдено дека има жртви од несреќата автобуска на патот кон Тетово кај местото Карпалак, дека има 8 мина кои се во животна опасност, дека се уште се утврдуваат причините за несреќата. Возачот е пренесен во болницата 8 септември. Се врши увид на местото на настанот. Обвинителот кажа дека наредил да се изврши обдукција. МВР замоли да се почекаат сите детали околу истрагата за да дадат официјални информации. Градоначалникот на Гостивар Таравара изрази жалење. Останете со програмата на Телма, повеќе детали и сите информации во вестите во 21:30. Нашите репортери ја следат состојбата. Ви благодарам што бевте мои гости. Навистина беше неблагодарно во вакви моменти и од вас да барам една изјава за дебата. Може би на моменти бевме и конфузни во однос на пресекувањето на темите. Меѓутоа, ете, за жал се случи една голема трагедија. Останете со програмите на Телма.